Британија. Адвокатите на Белата куќа денеска треба да ги изнесат аргументите во судењето за импичмент на Трамп. Крадењето интелектуална собственост е растечка закана, која може да ги чини компаниите милиарди долари, предупредува FBI. Возењето автомобил за афганистанските жени е дел од борбата за независност. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова. САД денес се сеќаваат на ликот и делото на Мартин Лутер Кинг Јуниор. Денешниот ден е државен празник, кој отсликува борбата за расна еднаквост. А од другите вести, адвокатите на Белата куќа денеска треба да ги изнесат аргументите во судењето за импичмент на американскиот председател. Аргументите се поднесуваат еден ден пред почетокот на постапката. Во претходен пократок одговор за наводите за импичмент одобрени од представничкиот дом, адвокатите изјавија дека Сенатот мора да ги отфрли обвиненијата против Трамп, затоа што тие се засноваат на опасни уставни прекршувања, кои што би нанеле трајна штета на структурата на власта. Тие тврдат дека домот се обидува да ја подкопа моќта на председателот, да ја одредува надворешната политика и дека се обидува да ја контролира и казни извршната власт за истекнувањето на нејзините уставни привилегии. Илјадници поборници за поседување на оружје, вклучително и вооружени припадници на Здруженијата за оружје, денеска ќе присуствуваат на голем собир во главниот град на Вирџинија, што е спротивно со предложените нови регулативи за контрола на оружјето. Поради ова, безбедносните мерки се зголемени околу државното собрание на Ричмонд. Демократските законодавци кои неодамна се здобија со контрола врз двата дома на законодавното тело, Во финалето на американскиот професионален фудбал на 2 февруари во Мајами, Суперболот што го гледаат милиони американци, но и пасионирани љубители на фудбалот ширум светот, се среќаваат шефовите од Канзас Сити и Сан Франциско. Во кинескиот град Вухан се регистрирани нови 163 случаи на коронавирусот. Регионалната здравствена комисија соопшти дека вкупниот број на заболени се искачил на 200, вклучувајќи 2 нови случаи во Пекинг и 1 во Шенжен во Јужна Кина. Досега се регистрирани 3 смртни случаи како последица од вирусот. И преспанскиот договор стана дел од предизборната реторика за ревизија на документот. Власта предупреди на последиците, известува Владимир Мирчевски. Се заострува предизборната реторика меѓу двете главни политички партии, освен рекет обвинувањата за корупција, за криминал, разликите за законот за јавно обвинителство, во игра влегува и преспанскиот договор и неговата иднина. Власта денеска предупреди кои се можните последици откако опозицијата реши да оди на тврда варијанта и да најави ревизија на документот што доведе до промена на уставното име на земјата, но и до деблокада на евроатлантските интеграции. Укинувањето на договорот од Преспа би не вратило најмалку 25 години наназад и би го вратило ПЈРМ или поранешна Југословенска република Македонија, односно ФИРОМ. Име со кое бевме именувани на меѓународен план на сметка на уставното име. Тоа ќе значи автоматски укинување на нашето членство во НАТО, губење на ЕУ перспективата. Да, ВМРО-ДПМН ќе се обиде да го ревидентира преспанскиот договор, доколку го освои двотретинско мнозинство. И тоа не значи дека Македонија нема да биде дел од НАТО или дека ќе има помалку странски инвестиции. Напротив, Македонија ќе биде горд сојузник на нашите стратешки партнери. Оваа позиција изненадува зашто сите клучни меѓународни партнери на земјата го поздравија преспанскиот договор, нарекувајќи го историски чин и пример за помирување во регионот. Последната порака за неговото значење дојде од новиот еврокомесар за проширување. We think it is key to continue the implementation of the Prespa agreement. Сметаме дека е клучно да продолжи имплементацијата на преспанскиот договор, независно кој ќе биде на власт. Вархеј побара и носење на законот за јавно обвинителство до изборите, нешто што е неизвестно поради разликите меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. За сега виси и можноста за лидерска средба Заев Мицковски. Не се исклучува утре да има состанок на пониско партиско ниво за да се утврди динамиката на натамошните разговори за овој закон. Но овие средби не се гарант дека договорот има пред да се распушти собранието. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.
FBI предупредува дека крадењето и интелектуална собственост е растечка закана и реален ризик. На оваа тема се зборуваше на голема конференција во Лас Вегас, Невада. Елизабет Ли има повеќе. Дейвид Иглман е еден од повеќе од 175.000 луѓе на конференцијата. Тој е невролог од Станфорд и косопственик на компанија која креира гумена на раквица што им помага на луѓето со проблеми со слухот да слушаат преку кожата. Ме интересираше како може информација од мозокот да се пренесе преку невообичаени канали. Бидејќи направата доаѓа по неколку години истражување, Иглман сака да ја заштити. Технологијата ја имаме патентирано и не сме загрижени од кражби. Но од друга страна, ова е група од 170.000 паметни луѓе и треба да сме внимателни. Од време на време се случува дел од производот да исчезне или некој да забележи кога ќе се врати во фабриката дека некаков софтвер е инсталиран на некој од нивните системи. Треба да се биде предпазлив. Според FBI и канцеларијата на јавниот обвинител на САД, само лани имало долга листа на украдена информација. Меѓу нив, лице од Северна Каролина се изјаснило за виновно за крадење трговски тајни од авионски компании за да му помогне на конкурент да развие технологија против мрзнење. Софтверски инженер од компанија за производство на локомотиви бил обвинет за крадење интелектуална собственост од неговата компанија пошто пребегнал во Кина. Се верува дека денес таму живее. Арон Роуз од одделот на FBI во Лас Вегас изјави дека има многу различни видови на ентитети кои би имале корист од украдената технологија. Може да биде криминална организација, странска разузнавачка служба, може да биде конкуренција. Локации за потенцијална опасност за вакви кражби се конференции како оваа во Лас Вегас, каде се представија повеќе од 4000 компании од 160 држави во светот. Роуз советува во секое време учесниците да знаат кој има пристап до вашата технологија. Уште пред да дојдете овде, треба да обезбедите опремата да пристигнува неотворена, да стигнала на време и за време на конвенцијата, да знаете кој се има пристап до неа. Дали тие што имаат пристап може да инсталираат некој софтвер? Како што технологијата се наметнува во секој аспект од животот, FBI вели дека кражбата на интелектуална собственост станува растечка закана која може да ги чини компаниите милиарди долари. А возењето автомобил за афганистанските жени е дел од нивните напори за самостојност. Тоа се уште е новина во оваа држава. Прилогот го подготви Мирвајз Бежан. Афганистанските жени сега се понезависни од кога било досега, правејќи големи промени откако фундаменталниот талибански режим беше собарен од власт пред речиси 20 години. И додека во многу држави возењето автомобил од страна на жените е нормална пракса, во Афганистан ова се уште е новина. Но Лейлама Есан е на мисија возењето автомобил да стане реално за сите. Кусо, откако добила возачка дозвола, одлучила да ги учи другите жени да возат. За таа цел отворила возачка школа за жени. По една година возењето работа и назад. Многу жени ме замолија да ги научам да возат. Така почна со работа мојата возачка школа. Есан верува дека возењето автомобил ја зголемува самодовербата кај жените. Исто како што мобилниот телефон е суштински дел од сечиј живот, така и автомобилот станува потреба во секој дом. Можда Хотак неодамна го положила тестот и добила возачка дозвола. Верува дека жените во Афганистан треба да застанат против предрасудите во општеството. Се соочуваме со многу предизвици кои се наметнати не само од општеството, туку и од семејството, но мислам дека не треба да се предадеме. Полицискиот оддел за сообраќај на провинцијата Балк вели дека рекорден број жени земаат возачки дозволи. Срекни сме што жените добиваат можност да возат. Ова година веќе имаме издадено 300 возачки дозволи. Ќе бидат издадени уште 200 по завршување на тестот. И додека жените кои возат се чегор поблизу да станат независни, тие се уште се соочуваат со предрасуди кога се наоѓаат зад воланот. Го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шјакова од студиото во Вашингтон. Довидување.